дали е зрел или не за реконструкција, политички околности дали има за тоа? Не. Значи нема надворешен притисок поради резултатите на избори, па сега да мора некој рекомпонирање да има на силите. Било какви потези да повлече премиерот, тој самиот каже треба да се базираат на квалитет, не на квантитет. Се согласувам јас дека беше оправдана одлуката да не се кочи истрагата, односно да се условно речено саботира на таков начин, но еве завршија локалните избори и јас навистина очекувам и тоа веројатно ќе се деси, бидејќи јасно изразена намерата дека до нова година ќе биде сменат Љубомир Коцевски и треба да биде сменат, човекот не покажа некои особени резултати или особен интерес вака да ја зацврсти независната улога на јавното видоство, но што понатаму? Едно е да имаме соработка со Европа, со Европската унија, со тие земји кои што навистина веќе ги имаат средено своите системи, ги имаат доведено во позиција во која што и ние сакаме да ја видиме нашата држава. Мислам дека никој нормален човек кај нас не е задоволен прво здравството. Мислам, јас буквално викам не дај Боже да дојдете на врата во здравството. И тука се сите проблеми кои што произлегуваат од таа корупција. Значи не треба да ја сватиме Европската унија како магично стапче што ќе ни ги реши проблемите. Ја давам компаративни искуства дека преку преговорите со Европската унија ние сега нам најверојатно ќе ни бидат стопирани 130 милиони евра. По глава на жител Унгарија, која е сега условно кажано црната овца на Европската унија, добива најголем процент по глава на жител неповратни средства пред се за развој на земјоделието и руралниот развој. Да не говорам Полска, да не говорам земјоделците у Полска.